Денес отвараме искрен разговор за довербата во правниот систем и за улогата на еден адвокат во општество, кое се почесто гледаме дека е под лупа на јавноста. Доверба, правда и улога на адвокатот во современото општество. Разговараме со адвокат кој има 32 годишно искуство во адвокатура и во моментот е председател на основна адвокатска заедница Струмица. Магистар Џоко Диков. Адвокате, добре дојде во мојот подкаст. Ви благодарам на поканата. Благодарам. Ќе ви биде задоволство. Така, благодарам што се одзва на поканата, да ја покажеме оваа професија адвокатура и од другата страна, јавноста да се запознае што значи да се биде адвокат, што значи да се работи во судови, во адвокатски канцелари, да се бранат луѓе кои направиле излодела и оние кои се од другата страна на правдата. Како се чувствуваш, прво кажи ми, во мојот подкаст? Релаксирано. Така? Да. Во судница или овде? Каде е поголем стрес? На завршен збор или овде? Во судница е полесно. Полесно? Полесно, да. Овде е малку стресно. Добро, тоа на Да. почетокот, но јас се надевам дека со тек на разговорот ќе биде исто како што сте и во судница. На самиот почеток, спомнав, имате 32 годишно искуство како адвокат. Дали довербата во правниот систем се губи и колку тоа се рефлектира и на вас, ако е така, и колку тоа на вас како адвокати се рефлектира? Па со самото тоа што адвокатурата е уставна категорија и е вметната во одредбите од уставот каде што се гаранциите за основните човекови слободи и права, укажува дека адвокатот е единствен и адвокатурата е единствена која може да пружи правна помош. Адвокатурата е самостојна и независна јавна служба која врши јавни овластувања и други работи утврдени со закон. Единствено само адвокатите, што значи тоа? Тоа значи дека само адвокатите се оние кои можат да пружат правна помош. По однос на довербата, сметам дека со текот на годините таа доверба и се зголемува. Зборуваме во однос на адвокатите сега. Да. Подоцна ќе дискутираме во однос на правниот систем и судството. Па искрено да ви кажам, довербата се зголемува од причина што се повеќе луѓе, имајќи ги предвид збиднувањата во општеството, се повеќе луѓе имаат потреба од адвокат. Перцепцијата на луѓето расте во смисол дека ако е без адвокат, не може да ја оствари правната помош. Од друга страна, сваќаат луѓето веќе дека единствено правна помош може да пружат адвокатите. Ова е во секој случај подобро и за судот, искрено да ви кажам, од причина што кога на двете страни има адвокат, на судот му е многу полесно и да ја работи својата работа. Да. Сега, вие како адвокат многу често се соочувате, да бидеме реални, со притисок од јавноста. Како гледате на овој притисок? И колку имате потреба да се правдате пред јавност за оно што го остварувате, работите? Вака сега, притисокот на јавноста се чувствува. Меѓутоа, како и секоја работа и секоја професија, и притисокот се аплицира и врз адвокатурата. Меѓутоа, кога се работи некоја работа, сметаме дека тој притисок треба да се избегне. Пошто тоа на нас не е работа. Во тој смисол, ние немаме потреба да се правдаме пред некого, најмалку пред јавноста, за нашата работа. Имаме, неодамна, случаеви кои се под лупа на јавноста, пак ќе кажам, и беше злоупотребувано име на адвокатка која, беше во одбрана на обвинет. Како вие гледате на тоа? Овие случаи не се добри, како за адвокатурата, така за судот и за правораздавањето воопшто, од причина што луѓето треба да сватат дека настоа не е работа, а од друга страна пак во самите одредби од законот постојат и одредби кои таквите појави се санкционираат. За секој некој искажан збор против адвокат или за нарушување на ред во судница, ометање на работата на адвокатот, значи постојат и определени санкции кои судот ги изрекува,
како на пример отстранување на јавноста на лицето од јавноста во судница, опомена па дури и до парична казна. Да, но адвокати да бидеме реални кога имаме огорчени родители или јавност, тие можеби ги надвладеваат емотивните чувства дека правдата не е задоволена, па некогаш нели ударат и против вас како адвокати. Вие сте им криви на крајот нели на некој дел. Се случува и тоа? Мислам дека во самиот тек на постапката, тие луѓе сваќаат дека нас тоа не е работа. Значи, дека без нас, апсолутно, не може и судот да работи. Нема судска постапка. Значи, зборуваме за предмети каде што има задолжително присуство на одбрана. Како може судот да работи ако нема задолжително присуство на одбрана? Не може да работи. Но со текот на постапката и самите луѓе сваќаат дека тоа не е возможно. Да. Вие сте овде и ваша должност е да браните секого кој ќе се јави како ваш клиент. Така? Да. Дали повеќе, знам дека ве прашав на почетокот, но еве сега повторно ве прашам, дали повеќе треба да се правдате или браните пред судот или пред јавност во однос на едно судско дело? Па видите вака, како што кажав, ние не треба да се правдаме пред јавноста. Единствено нешто што можеме да го сториме е пред судот, но не да се правдаме, меѓутоа доколку располагаме со докази, тие докази да ги презентираме во судот, во самата судска постапка. Но тоа не значи правдање. Тоа е работа со презентирање на докази во смисол на правилно утврдување на материјалната вистина во конкретен предмет. Така, да. Ве прашувам за тоа, ми се наметнува и друго прашање. Има ли случаи кога тоа влијае на одредена одлука, например судско влијањето од јавноста? Реално, морам да го прашам тоа затоа што живееме во такво општество, нели? Социјални мрежи, медиуми, сите дискутираме и сите нешто знаеме да кажеме свое мислење за одредена судска постапка и некако ние пресудуваме предвремено, нели, на обвинетите или во одредена постапка. Секако дека јавното мислење не треба да има влијание, од проста причина што судот суди врз основа на докази. Само судот и сите учесници во постапката, вклучително тука адвокати, полномошници, како полномошници, или во кривични предмети учество на јавниот обвинител, имаат увид во доказите кои што се презентираат пред судот и само судот е тој што може да ги цени овие докази. И во голем дел од јавноста не знаат со какви докази се располага во текот на постапката. Може би паушално или од некој известување од некои новинари, може да се извлече некој заклучок или да се презентира некој доказ, некоја изјава. Меѓутоа, јавноста не ги знае сите докази. Не ги знае деталите. Па за тоа прашувам и колку всушност се ствара лоша перцепција во јавноста за одреден судски случај, кога се ствара лоша перцепција, тоа е точно, да, меѓутоа пак ќе кажам дека судот е тој што ги цени доказите врз основа на една законита спроведена постапка и врз основа на тие докази утврдува материјална вистина и донесува пресуда. Вас како адвокат, дали ви е тешко да се работи на таква една постапка кога е јавно експонирана? Па во секој случај не ми е тешко, од причина што со текот на искуството сметам дека сме го надминале тоа. Искрено да кажам, не обраќаме внимание на таквите појави. Се концентрираме само на доказите и на водењето, на правилно и законито водење на судската постапка. Се грижиме за правилно да ги застапуваме интересите на нашите странки, да не пропуштиме нешто кое е од битно значење за самата постапка, а се со цел на таков начин да помогнеме и да докажеме она што го тврдиме, што ние како теорија на одбрана или во граѓанска постапка, она што го тврдиме како тужбено барање. Сега кога ги спомна доказите, ајде малку да прескокнам едно-две прашања, ќе дискутираме. Има многу интересни моменти во една судска постапка, нели ние како обични граѓани не ги знаеме, но неофицијално знае адвокат да каже дека има нееднаквост во оружјето во една судска постапка. Што значи тоа? Сум слушнала како изрека.
Па, искрено да ви кажем, ова синтагма потекнува од донесувањето на новиот кривичен закон за кривична постапка. Се мисли на нееднаквост на оружјата на учесници во постапката во поглед на улогата на јавниот обвинител во постапката и улогата на адвокатот. Вака сега, пластично кажано, во текот на претходната постапка, кога имаме сторител на некое кривично дело, на јавниот обвинител му стојат на располагање една плејада од институции, државни органи, до кои се обрека со своја наредба, донесена претходно, се мисли на Министерство за внатрешни работи и ред други државни органи, институции, истражители, кои за него ги прибираат тие докази. А ние во постапката, иако законот тоа го регулира, сме ограничени. И затоа се вели нееднаквост на оружјата. Во која смисла сте ограничени? Не навремено ви се доставуваат документи? Па не само што не навремено ни се доставуваат, туку и не ни се даваат. Значи, секој еден адвокат во теоријата на одбрана на својот случај си планира кои докази ќе треба да ги презентира пред судот заради правилна и квалитетна одбрана да му пружи на својот клиент. Се обраќаме писмено до одредени институции, пошто клиентот не располага со тие докази, се обраќаме до одредени институции, овие институции се должни во рок од 8 дена овие докази да ни ги дадат. Меѓутоа не ни ги дават и покрај тоа што во законот е предвидено дека следуваат санкции за таквото постапување на овие државни органи. Во таков случај, ние таа теорија на одбрана и овие докази во одредена листа на докази, во дополнување или во почетната листа на докази, ги презентираме пред судот дека сме се обратили до одредени органи, дека не ни биле дадени тие докази, и судот после по службена должност ги прибавува овие докази. Ова нееднаквост на оружјата е од причина што доколку овие докази ги имаме навремено, можеме во секој случај да пружиме соодветна и ефикасна правна помош уште во раниот тек на самата постапка. И претпоставувам постапката и крајот на едно судско дело ќе биде со друга завршница. Да, па затоа викам уште во самиот тек на постапката, тоа може да се случи. Да. Зборуваме за рейтинг на судство, нешто кое се дискутираше пред извесен период, 2% доверба во судството. Извадов еден исечок од медиум, нели онлайн медиум, каде се зборува дека тоа 2% доверба во судството не е резултат само на судот. Овде се вклучени, нели, јавноста што не ги гледа, се и адвокати, и јавни обвинители, и институции. Работењето на сите тие ја градат една судска постапка. Вака сега, да, мене ми е многу жал како дел од правосудниот систем како адвокат, а посебно и адвокатурата, за таа бројка, процент од 2% на доверба во судството. Не можеме да избегнеме таа перцепција, меѓутоа, оваа перцепција, искрено да кажеме, е реална и не се должи само на јавното мнение, на медиуми, на електронски медиуми, на портали. Оваа перцепција се должи и е реална, се должи на одредени истражувања кои ги прават релевантни институции врз основа на релевантни показатели и таквите релевантни показатели укажуваат дека оваа недоверба во судството е 2%, за жал. Да. Не можеме да бидеме имуни како адвокати, бидејќи сме дел од правосудниот систем. Адвокате исто така многу често во јавноста сега се пласираат информации за тешки кривични дела, нели, кои се случуваат, се водат судски постапки и пак ќе кажам, ние обичните граѓани знаеме да пресудуваме, еве овој има извршено убиство, го следува најстрога казна и се, но не ги знаеме суштината, правните аспекти од се тоа. Вие како адвокати кажувате секогаш да има разлика. Да појасниме на јавноста. Што значи разлика во тие дела? Па еве конкретно за кривичното дело кое го спомнавте, убиство, значи и во самиот кривичен законник на Република Македонија постои градација. Во кој смисол? Па кривичното дело може да биде сторено со умисла, да биде сторено од небрежност и да биде сторено на миг. Кривичното дело сторено со умисла е умислено кривично дело,
сторителот го сакал неговото извршување и се согласил со последицата. И тоа секако се... Да, тоа имплицира најстрога казна. Кривичните дела сторени од небрежност се оние кривични дела кои се... собраќајките? Да. Кога сторителот лекомислено сметал дека можел да ја отстрани забранетата последица, но сепак таа настанала. Да. Убиството на миг представува такво кривично дело, тој што друг ќе лиши од живот на миг, што значи е доведен во состојба на силна разразлитост, напад, тешко навредување и во случаеви на семејно насилство. Овде се најчесто. Од жртвата од дело сторено од самата жртва што е убиениот. Споменавме собраќајни незгоди. Кога има жртва од собраќајна незгода, имаме случаеви, за жал се почесто слушаме дека имаме жртви од собраќајни незгоди и секогаш е случај и семејството на починатиот, но и јавноста да смета дека правдата не е задоволена. Нормално е, човечки живот не може да се плати, ниту да се врати и колку години да биде осуден, но секогаш има такви изјави дека правдата не е задоволена, не е осуден колку што треба. Вака сега, пак ќе кажам, во такви случаеви при спроведувањето на постапката влијат многу фактори. Еден од тие фактори е, како што кажав, дали делото е сторено со умисла или од небрежност. Умислените кривични дела се санкционираат построго. Небрежните кривични дела се санкционирани во самите одредби од кривичниот законник, предвидена е минимална и максимална казна затвор, што не е иста како со умислените кривични дела. И овде битен фактор се и вештаците. Не ги споменавме во разговорот, но сакам да продискутираме на таа тема колку влијае судското вештачење на цел тој процес. Вака сега, ниту ние како адвокати, ниту судот имаме доволна стручност во таа насока, како што таква стручност имат собраќајните инженери или вештаците од областа на собраќајот. Всушност, самите вештаци се оние кои на судот му дават јасна слика како настанал одреден кривично правен настан од областа на безбедноста на собраќајот. Кои фактори влијае, кои бланкетни норми ги прекршил возачот и кој е виновен за случајната собраќајна незгода, па дури собраќајните вештаци дават и одговори на прашањата по однос на доприносот на оштетениот или на жртвата во дадената конкретна ситуација. А сето тоа за судот представува и текако битен елемент, се со цел за правилно и целосно утврдување на фактичката состојба, кој е виновен за одредена сообраќајна незгода. И секако тоа влијае на крајот за крајната судската одлука. Така, да. Секако дека влијае, како што кажав, ценејќи ги и отежителните и олеснителните околности при видот и одмерувањето на видот и висината на кривичната санкција. Да. Сега гледаме веднаш притвор за луѓе осумничени, па тоа се прави и, ајде да кажам, и фама од такви притвори, се снима, па јавноста гледа, се објавуваат. Колку судот на вистина ја почитува презумпција на невиност, како институција? Видете вака сега, судот е должен да ја почитува презумпцијата на невиност, од причина што самата презумпција на невиност означува дека никој не е виновен се додека со првосилна пресуда не биде докажано дека тој е виновен. Огласен за виновен. Колку таквите притвори се секогаш оправдани? Да. Вака сега, не секогаш притворите се оправдани, од проста причина што имаме во пракса и случаеви кога, например, при изречена мерка притвор, обвинетиот добива ослободителна пресуда, па во такви случаеви државата трпи голема штета. Значи, исплаќа голема сума на парични средства заради неосновано определен притвор.
Сметате ли дека тука јавноста, повторно притисокот од самата јавност влијае на тоа да се прават вакви притвори? Зависи од кој конкретен предмет. Вака сега да разјасниме околу притворот. Значи, притворот секогаш го предлага јавниот обвинител на барање до судијата на претходна постапка како мерка на обезбедување на присуство на осумничениот. Притвор се предлага по 3 основи. Заради опасност од бегство, влијание врз сведоци и за да не го повтори делото. Значи, судијата на претходна постапка е оној кој цени дали барањето на јавниот обвинител во дадената конкретна ситуација е оправдана или не, и судот е тој, судијата на претходна постапка е тој што го донесува решението за определувањето на мерката притвор. Но би кажал, еве, во првото излагање на избраниот нов републички јавен обвинител, истиот спомна дека и јавните обвинители и судот треба да внимават, односно не во секој случај да предлагаат и да се бара притвор. Од причина што има и други поблаги мерки предвидени во Законот за кривична постапка, кои сметам дека допринесуваат за успешно водење на кривичната постапка, како например мерката куќен притвор, која изрекуваат во се почест број на случаи, мерките на предпазливост, одземање на патна исправа, задолжително јавување на осумничениот во судот во определени денови, забрана на напуштање на живеалиште и престојувалиште на определена општина. И таквите мерки во пракса укажуваат дека влијаат и допринесуваат за успешно водење на кривичната постапка. Ова сепак има влијание од повеќе аспекти. Сметате ли дека некогаш ваквиот притвор представува пресуда и пред да заврши целата постапка? Во пракса да. Личност? Во пракса да, од причина што имаме случаеви, например, кога предметот завршува и со притвор. Уште од моментот на неговото притварање се води постапка за трае 3, 6 месеци и 1 година. Тоа е постојано во притвор, дури и правосилноста на пресудата ја дочекува во притвор и после оди на издржување на казна затвор. Сега имаме и измени во законот, исто ако не се лажам, или во законот за кривична постапка, во делот за признавање на вина, со цел нели да се намали казната. Кој е вашиот став? Имаше повеќе информации нели се пласира, па изјави од адвокати дека во тој со таква една измена нели не се дава можност за адвокатот да води вистинска адвокатура, ниту пак да даде конкретен завршен збор. Им се скратува правото на адвокатите да ја водат реално судската постапка. Па видите вака сега, една од причините и таа. Меѓутоа не треба да занемариме дека со измените на Законот за кривична постапка се допринесе, значи постапките брзо да се решаваат. Целта на законодавецот беше во тој правец. Значи, порано имавме одолжување на постапките, а сега постапките, например, не се толку одолговлекуваат од причина што начинот на водењето на постапката уште во претходна постапка и во фазата на истрага пред јавниот обвинител се стриктно определени. Би кажал најпрво во првата измена, која е? Првата измена е уште во постапката пред јавното обвинителство. Значи, обвинетиот може да се спогоди со јавниот обвинител за видот и висината на казната. Со признавање на вина. Тоа е спогодување со признавање на вина, уште во текот на самата постапка пред јавниот обвинител. Ова е добро решение од причина што уште во самиот тек на постапката тој признава вина и тука се завршува оваа постапка. Но, ова признање на вина, ова спогодување со јавниот обвинител, го цени судијата на претходната постапка. Значи, ова подлежи на оцена на судијата на претходна постапка и судијата на претходна постапка е тој што дозволува дали ова спогодување е согласно законот или не е.
Има случаи кога судијата на претходна постапка и не го дозволува спогодувањето со јавниот обвинител. Так. Да кажем искрено, на подрачјето на општина Струмица многу ретко се користи оваа алатка, спогодувањето со јавниот обвинител. Не знам од кои причини, не знам од кои причини, ние како адвокати тоа го потенцираме, најверојатно јавните обвинители сакаат да избегат од врската. Еве, јас не сум суд, што ќе каже јавноста, се спогодил за висината, да не преземат одговорност, што ќе каже јавноста по однос на видот и висината на казната. Најлесно им е, еве, судот нека донесе казна, нека го огласи за виновен, нека признае пред судот. Втората можност, која што е предвидена во самиот закон за кривична постапка, е признание на вина во текот на главната расправа. Судот во таков случај донесува пресуда поради признание на вина на главна расправа, но ваквата пресуда е по однос само на вината на сторителот. Тој признава вина за стореното кривично дело. Судот, која донесува пресудата, во текот на признанието на вината, го прашува на обвинетиот дали доброволно, самостојно го дава признанието, да нема притисок од некој, дали е свесен за последиците дека признава вина, дека не може да ја напаѓа пресудата што судот ќе ја донесе по однос на даденото признание, дека има право само да ја напаѓа пресудата по однос на одлуката за трошоците на казната и видот, висината на казната, но не и за вината. Признавање на вина. Да. Имаме случаи... И само уште ова ќе го кажам. По однос на адвокатите во смисла на тоа дека се намалува обемот на работа, мислам дека во тој контекст беше прашањето, дека еве со едно признание на вина ќе заврши предметот. Да, па тие немаат предмет. Па немаат предмет, па што ќе се каже во завршен збор. Меѓутоа мораме да нагласиме дека на таков случај се доаѓа до квалитетна правда, до брза правда. А целта на законодавецот е да се дојде до брза правда. Да, апсолутно. Многу често гледаме на филмовите како адвокатите го земаат завршниот збор и тука се случува во овој момент да се направи пресуда обратно од таа кој што сите ја очекуваат. Се случува и кај нас тоа, колку е значаен овој завршен збор во една судска процедура? Па вака сега би кажал дека завршниот збор во било која постапка, зборам во граѓанска или кривична постапка, представува круна на работењето на адвокатот. Во завршниот збор се сублимираат сите релевантни докази со кои располага адвокатот, кој ги презентирал пред судот, кој судот ги извел во текот на главната расправа, и при една сублимација во главата, што викаме ние, мораш да го дадеш тој завршен збор, да го убедиш судот дека твојата теорија на одбрана, твојата теорија на случајот е во ред. И судот да поверува во тоа ти што го збориш. Адвокате, овде се гледа квалитетот на еден адвокат? Па искрено да. Во завршниот збор? Па искрено да. Во голем дел, во текот на самата постапка, при презентирањето на доказите, при сослушувањето на странките, сведоци, вештаци, при поставувањето на прашања. Заборавив да кажам, новината во Законот за кривична постапка е директното и вкрстеното испрашување, кое за нас адвокатите прво беше табу тема, меѓутоа со текот на времето и имплементацијата на новиот кривичен законник, значи дојдовме и до некое совршенство. Појаснете ми го тоа вкрстено испрашување. Па вака сега, тоа сакам да... Мене ме интересира, верувам дека и на јавноста ќе интересира, веќе кога ги разглобуваме судските постапки. Директно можеш да го испрашуваш сведокот што ти си го предложил. Например, јавниот обвинител предложил некој сведок, го испрашува за одреден проблем, за одредено видување, за одредена ситуација, а вкрстеното испрашување е обратно од директното. Јас можам да прашам само нешто на кое го прашал јавниот обвинител. Немам право да го прашувам директно за нешто што не одговорил и што не го прашал јавниот обвинител. И во такви случаи, ние адвокатите обично презимаме голема одговорност, дел од сведоците на
на јавното обвинителство, ги предлагаме и ние како сведоци со цел да можеме да им поставуваме директно да ги прашуваме. Се во интерес на постапката. Во интерес на постапката. Така. Пак ќе кажам неофицијално, нели во разговорот уште пред да почне подкастот, ви спомнавте поим надриписарство. Баш ме интересира, сакам и на јавноста да го појасниме што значи тоа. Надриписарството представува кривично дело. Тоа е неовластено занимавање со пишување на правни акти за паричен или друг вид на надомес. Како што кажав, тоа е санкционирано. Обично, надриписари се обично лица кои не се стручни во оваа област или се стручни, но не се адвокати. Како надриписари се јавуват, например, судската пракса покажала дека како надриписари се јавуват лица вработени во судовите, пензионирани судии, лица вработени во судот, правници во одредени институции, за еден дополнителен паричен надомес, но сето тоа е законот го санкционира. И сето ова влијае на квалитетот на правдата од причина што не само што клиент кој користи надриписар ќе загуби големи материјални средства, него се имплицира и на губењето на правото. Значи, давањето на несоодветна правна помош од лице кој не е стручно за да дава правна помош, ги имплицира овие состојби. Така. А бесплатна правна помош адвоката? Бесплатната правна помош е институт кој е вграден во законот за давање на бесплатна правна помош, но морам да нагласам дека бесплатната правна помош се дава на определени категории лица. Обично тоа се лица кои се без средства за живот, самохранни мајки и тоа во определени постапки пред определени институции. Еве конкретно, например, пред Центар за социјални грижи, при јавната установа Меѓуопштински центар за социјални работи, во постапки, како што кажавме, кога се работи за деца, во постапки пред надлежни полициски органи и во таквите случаи овие лица се ослободени од плаќање на надомест. Да. Ќе ве прашам уште нешто, само да ми појасните и поимот сиромашно право. Поимот сиромашно право е вграден во одредбите на Законот за парнична постапка, во дел и во Законот за кривична постапка при поставување на адвокат по службена должност, кога странката нема средства за плаќање на трошоците на адвокатот, но кога се работи за задолжителна одбрана. Значи имаме случаи во Законот за кривична постапка, за кривична дела за која е предвидена задолжителна одбрана, кои се гонат со обвинение и со предлог каде што не е задолжителна одбрана. Онаму каде што е задолжителна одбрана, судот мора да му постави адвокат по службена должност и овие средства ги плаќат се на товар на буџетот на судот, односно на буџетот на Република Македонија. За разлика од тоа, во граѓанската постапка, сиромашкото право го користат определени лица кои немаат средства за издржување, не се во состојба да ги плаќаат судските такси, трошоците за вештаци, за увид на лице место на судот, за огласи, и во таков случај со поднесување на барање, странката си поднесува барање до судот за да го ослободи од плаќањето на трошоците, а судот е тој што донесува одлука врз основа на презентираните докази со барањето и донесува одлука дали ќе го ослободи од плаќањето на судските трошоци. Сме имали такви случаи. Овде ми се наметнува прашањето колку луѓето се свесни, колку си ги знаат своите права за да се користат вакви едни услуги. Па видите вака, мислам дека се свесни. Мислам да се свесни се поголеме број на луѓето кои се повикуваат на овие одредби и на Законот за бесплатна правна помош и на сиромашкото право. Така. Што за вас е добар квалитетен адвокат? Кој е добар адвокат? Добар адвокат е оној адвокат кој што располага со добри докази. И да знае овие докази во одреден стадиум на постапката, да ги презентира пред судот, да ги анализира, да ја потврди теоријата на неговиот случај и да има успех во самата постапка. Овде ќе ве прашам и за односот клиент-адвокат. Не можеш да бидеш добар адвокат ако не располагаш со докази. Не располагаш со докази, не можеш да бидеш добар адвокат. Да, адвокат, но и искуството, нели си секако, го покажува. Искуството си го прави своето во смисол да одредени докази, да знаеш
да ги презентираш, да направиш анализа на овие докази, да ги поврзеш во дадената конкретна ситуација и сето тоа допринесува да бидеш добар. Така, ниту еден случај не е исти со претходниот, така? Не, секогаш е различен. Во 32 годишно искуство се има повторено дело? Како во кој Па да се потпрете на тоа дело и да црпите искуство од претходното. Видите вака, има во контекст на тоа дека има и такви случаеви, има такви случаеви, например сме имале исти кривични дела, сме застапувале исти кривични дела или исти граѓански постапки по одредени тужбини барања. Но мора да знаат граѓаните дека во тие постапки учесниците во постапката се различни. Значи, изјавите на сведоците се различни, материјалните докази се различни. Значи, ти може само да го поврзеш кривичното дело во смисол на изречената казна или судска пракса за таков или сличен вид на кривични дела. Но не можеш да се осврнеш токму на таков предмет кој си го имал предходно. Така. Ние луѓето знаеме да кажеме овој адвокат не е добар, знаете, ми ги зема само парите, но ништо не направи од постапката. Колку знам дека е значено, но пак ќе ве прашам, отвореноста, искреноста, комуникацијата, квалитетната комуникација клиент-адвокат. Видите, за да има успех во една работа, посебно адвокат и клиент со нашата работа, потребно е да има систем на доверба. Најпрвин пристапувањето е со доверба. И таа доверба се гради во текот на целиот процес, во текот на целата постапка. Доколку имаш доверба во клиентот и клиентот доверба во адвокатот, сметам дека успехот е загарантиран. Так, но и комплетни информации, нели? Да. Да не очекуваме од адвокатот да направи чудо од нашата постапка и во секој случај, нели, да не направи, да не сме виновни, ако не сме ни искрени со самиот адвокат. Не, вака сега, најдобро магионичари, да, најдобро е, мислам, на клиентот да му ги кажеш сите теории на случајот спрема определените докази кои тој ти ги презентира. Од едно е тој да ти збори, а друго е ти кога ќе видиш материјалните докази. Значи, со годините, со искуството, со стварањето на перцепцијата за профилот на една личност, ти одма можеш да процениш дали клиентот ти ја зборува вистината или не. Вие сте психолози. Да. Во одреден сегмент мора и психолози да бидете. Да. Адвокате, знаем и јас и јавноста дека вие претежно се бавите со кривични постапки, нели? Да. Така да семејно насилство, фемицид, и тие се дел од кривичните постапки, поправете ме ако грешам или ако не е така. Колку е тешко да се води една ваква постапка? Ние, како обични граѓани, кога гледаме на вести за семејно насилство, навистина, нели, тоа не погодува, вие сте директно инволвирани во тоа. Колку е тешко да се води на таква постапка? Искрено да ви кажам, многу е тешко. Станува збор за човечко достоинство, за оваа група на луѓе. Меѓутоа, како што кажав, со текот на годините, дел од секојдневието ни представуваат и такви предмети за кои мораме ние да пружиме правна помош. И неретко се случува во такви случаеви да преовладуваат понекогаш и емоции. Искрено да кажам, не можеме да бидеме имуни на емоциите. Во добар дел со текот на искуството нели ги намалуваме тие емоции, но се секогаш и деца овде имаме такви тешки ситуации. Тешки се таквите предмети, се многу тешки. Тешки се таквите предмети. Дали како адвокат ви се има случајно да откажете или да одбиете клиент? Многу интересно прашање. Вака сега, во мојата кариера, искрено да ти кажам, сум дал заклетва дека секој еден човек кој има потреба од адвокат, ќе го застапувам. Меѓутоа ми се има случено во 2 наврати да ми дојдат 2 клиенти, да ме ангажираат во предмети. За исти предмет? Не за исти предмет. Во 2 случаеви, не за исти предмет, меѓутоа, од спротивната страна, обично се информирам која е од спротивната страна, и од спротивната страна се јавуваше човек кој ми е роднина по крв во права линија. И веднаш, тука разговорот престанува,
и му кажувам на клиентот дека не можам да го застапувам поради тие причини. Само во такви два случаеви сум се изземал, впрочем таква можност ни дава и законот да се изземеме од постапувањето во одредени случаи, но во секој случај настоа ни е работа и ние мораме да работиме. Да, но адвокат е секако притисокот и од јавноста, нели кажавме, и во самите судски постапки е голем. Имаме и тешки криминални дела, има и, еве кажавме, и семејно насилство и фемицид. Како се справувате со ваквите тешки ситуации? Како и со секој предмет. Искрено да ви кажем, и тоа е предмет, како и со секој предмет. Меѓутоа ви кажав. Да, вие сте во позиција некојаш да браните и криминалец, да браните и лице од другата страна, на кој е направено. За нас како адвокати, нели презумпцијата на невиност рековме дека е најважна. Значи, се додека не се докаже спротивното со правосилна судска одлука, ние сметаме и тврдиме пред судот дека клиентот е невин. Да, тоа треба да ни биде јасно и на јавноста. Да, искрено да ви кажам, како адвокати го земаш предметот во работа. Овде престануват емоциите, но не во целост, како што кажав. Дел од емоциите остануваат. Ние искрено жалиме и за жртвите, дури понекогаш и во завршните зборови. Сочувствуваме со семејствата на жртвите и изразуваме жалење, сочувство. Меѓутоа, треба да сватат луѓето дека настоа ни е работа, дека ние мораме да пружаме правна помош на одреден клиент кој ни го доверил предметот во работа. Так. Какви се односите во помеѓу и самите адвокати, едни со други, како комуницирате и како функционирате, сепак нели сега вие сте и председател на овде на правниците, меѓутоа и така како колеги, како функционирате? Прво би кажал односот помеѓу колегите адвокати. Ние прекрасен. Ние се почитуваме, дружиме, во секој случај си помагаме едни со други, се разбира кога не станува збор во една иста конкретна ситуација. Значи, ние како колеги, значи дискутираме за одредени теми, за одредени правни прашања, за одредени судски предмети во смисол на невоедначена судска пракса, на подрачјето на ниво на цела држава Република Македонија, на подрачјето на 4 апелациони суда, разменуваме мислења, дали си слушнал дека во овој суд има таква и таква судска пракса, но сепак би кажал, сега тоа веќе е и достапно и на самите социјални мрежи, преку судска правда, преку порталите, но во секој случај коректни односи имаме, дружиме. Да, односот во судот останува таму, приватно. Па тоа баш сакам да го кажам сега. Значи, многу симптоматично е тоа што странките, например, ќе го видат нашиот однос помеѓу нас адвокатите во судот, дека се расправаме за предметот на работа. Но надвор, кога ќе излеземе, со колегата адвокат ние си правиме муабет. И дури викаме ќе одиме на кафе. И не ми е јасно тоа го слушне клиентот, има случаи да реагира, ама ти ќе одиш со него на кафе. Да, јас ако одам со него на кафе, нема да зборам за твојот предмет. Ние ќе збориме за сосема нешто друго. Ние завршивме соработката во судот. Професионалното треба да се остане таму. Таква ни е соработката и со нотарите, со извршителите, со правобранителите, бидејќи, искрено да ви кажам, ни е разграничен предметот на работа со овие институции. А би кажал за судиите, секако дека судиите ги почитуваме на највисоко можно ниво. Само така, на еден начин, ќе се подигне свеста кај граѓаните, дека еве адвокатот колку го почитува судот и кај граѓаните ќе се стекне доверба за почит пред судот. И почит кон судот. Убаво ми објасни и за односите. Меѓутоа, имаме сега, во последно време имаме многу млади адвокати. Адвокатка, нели? Мислите ли дека има премногу хиперпродукција се прави на правници во нашата држава? Имаме ли реално потреба од толку многу правници? Вака сега, имајќи го предвид фактот дека колку што
знам, на подрачјето на Република Македонија има 33 правни факултети, станува збор за една државни и приватни, да, станува збор за една хиперпродукција од адвокати. Меѓутоа, не секој може да се вработи во државна институција. Од тие причини, многу млади колеги стануваат адвокати. Најпрвин од потребата за сопствена екзистенција и за самостојно вработување. Сепак се уште е интересен професијата адвокат, е се уште интересна помеѓу младите. Дали е тоа од финансиска гледна точка или од самото реноме, или да се биде адвокат? Најпрво, како што кажав, е од финансиска гледна точка. Мене лично, ако ме прашате, јас сум сакал да бидам судија. Меѓутоа, сум работил 3 години како приправник во Основно јавно обвинителство Струмица, сум излегол од таму и сум отворил адвокатска канцеларија. Но никогаш не станав судија. Немаше можност. Немав можност. По тие причини станав адвокат. Нема ти што сакаш, што дал Господ. За жал. Да, за жал. Имаме ли квалитетни кадри? Имаме квалитетни кадри, впрочем и повеќето истражувања помеѓу нас што си ги правиме. На последните јавувања, мислам на Академијата на суди и јавни обвинители, има дел од адвокати што конкурирале во таа академија и се успешно завршиле академија и се адвокати, и се судии. Ова е во денешно време. Порано, мислам дека дел адвокати кои преминаа во судот, беа и најдобри судии. Искуството е важно. Искуството е важно, од причина што вака, кога ќе одиш во судот, работиш една материја. Многу ретко може да се случи да работиш на повеќе материи или да добиеш согласно годишен распоред, например, да работиш оваа година една материја или друга материја. Тоа е многу поретко. А кај нас адвокатите, например, работиме повеќе материи. И од тие причини, кога еден адвокат е избран за судија, мислам дека дава подобри резултати од другите категории на лица кои влегуваат во судот. Самото искуство што го има. Да, адвокатот е тука, сакам да ве прашам дали е подобро адвокат да се специализира да работи, например, кривично право само, или еден адвокат да работи повеќе материи, како што знаете да кажете? Вака сега, секако дека е подобро. Имаме ли можност ние вака сега? Во Струмица, например, не постои таква можност за специализација, освен во случаите, ако, например, работат повеќе адвокати во една адвокатска канцеларија, да основаат адвокатско друштво, или да основаат адвокатско друштво и секој од адвокатите да се специализира за определена област. Конкретно да ви кажем, јас како што кажав од почеток работев претежно кривична материја. Меѓутоа, Струмица е мал град. Не сме Скопје, за да можеш да се специализираш на одредена област. Значи, доаѓаат клиенти со одредена проблематика и од граѓанска материја. Семејни спорови, брачни спорови, сопственички спорови, оставини. Значи, сакал нејкел и заради екзистенцијата, и заради надоградување во својата професија, значи работиме и други предмети. Да. Адвокате, користите ли АИ во вашата работа? Не. И ќе ви кажем од кои причини. Добро. Имам уште едно прашање, но ајде прво објасните ми зошто адвокат Диков не користи вештачка интелигенција? Не е ви улеснителна околност? Па види вака, имајќи во предвид фактот дека работиме со материјални докази. И сублимацијата на предметот е во судот. Мене вештачката интелигенција не може да ми каже јас што да го прашам сведокот или вештакот во даден момент, во конкретна ситуација во судот. Вештачката интелигенција не може мене да ми го сублимира завршниот збор ако имаме концентрација на докази во еден ден да започнува и завршува постапката. И јас треба да дадам завршен збор. Во каков случај, баш ме интересира, во каков случај може да ми помогне вештачката интелигенција? Со што може да ми помогне вештачката интелигенција? Како што кажав и претходно. Сето тоа треба ти да го склопиш во даден момент
И во завршниот збор да го кажеш. А овде ги имате и предвид ситуацијата, нели, какво е амбиентот, каков е... Да, во секој случај. Во секој случај. Тоа значи дека АИ во догледно време нема да ги замени адвокатите. Сум разговарал со колеги на таа околност, меѓутоа истите ми имат укажено дека вештачката интелигенција може да им помогне во делот само на некои претходни постапки, каде да бараат, што да бараат, а конкретно истражување, да. А конкретно, еве како што каже, во дадена конкретна ситуација на само лице место, во судница, при давање на завршен збор, при еден сублимат на доказите, не знам што би ми помогнала вештачката интелигенција. Сметам дека на адвокатот вештачката интелигенција, на адвокатот вештачката интелигенција, поврзувањето на сите докази во дадена правна ситуација, при давањето на завршен збор, еден сублимат во главата и ќе биде перфектно. Да. Овде е битно емоции, човечноста, нели, да се земе во предвид кога се носи завршен збор. Сега ќе ве прашам како претседател. Жени во адвокатурата. Колку таа професија е достапна за жени? Колков процент ги имаме во Струмица? Сведоци сме дека имаме. И дали тие, еве вие како претседател, оценувате дека се соочуваат со поголеми предизвици за разлика од маж адвокат? Вака сега, не би можел да кажам дека адвокатурата е само машка професија, од причина што во адвокатурата има и жени. Еве, например, на подрачјето на општина Струмица, 1/3 од скупно, например, 75 адвокати, 1/3 од адвокатите се жени. И имаме колешки адвокатки кои се справуваат со сите предизвици во адвокатурата, рамо до рамо со нас како мажи адвокати. И не би кажал, затоа велам дека не би кажал дека ова е машка професија. Искрено, еве, например, на подрачје на Струмица ние имаме жени со долгогодишно искуство, адвокати, имаме колешка што е прва во Струмица жена адвокат со 36 години искуство и е доста успешна колешка. И не би кажал дека колешката, например, не само таа, него и другите, дека не можат да се носат со нас колегите. Оти ние оваа перцепција ја сваќаме во наш меѓусебен разговор, во текот на судница и сметаме дека и колешките жени се рамо до рамо со нас мажите. Па видите, во Република Македонија има доста жени, звучни имиња на жени адвокати, кои дале и оставиле траен белег во адвокатурата во Република Македонија. Така да, еднакви сме во тие во можностите. Во можностите, да. Како претседател, тоа морам да ве прашам, разговаравме во однос на довербата, нели, што ја имаат граѓаните. Факт е дека се зборува постојано дека се намалува довербата во системот, во правдата. За крај сакам да ве прашам како вие размислувате како адвокат. Што би им порачале на сите оние граѓани кои имаат изгубено довербата во системот? Па искрено да ви кажам, би им препорачал да не се разочаруваат. Оти како дел од целиот општествен систем, сите заедно треба да работиме на тоа. Така. Треба да работиме на тоа, да допринесеме, значи во таа перцепција, значи да се намали оваа перцепција на недоверба во правдата. Сметам дека во догледно време ќе дадеме сили, сите заедно, да успееме во тоа и да дојдеме до законитост и до правилно и успешно водење на сите постапки, секој еден да дојде до правда, а сето тоа да има влијание и врз правната држава. Так, тоа е правда за вас. Правда за мене, а и за сите, треба да представува, законот треба да важи за сите подеднакво. Тоа е правда. Так. Адвокате, со оглед на стресната ситуација со која се соочувате секојдневно и со сите предизвици, нели, со кои се соочувате и во судница, како вие како адвокат ја надминувате таа стресна ситуација? На крајот од денот. Сакате искрено да ви кажам? Па да, водиме искрен разговор. Да. Еве вака, со молитва, со одење на литургија во црква, со прошетки по планини и со патување.
Адвокате, јас ви благодарам за ово гостување и за ово искрен разговор. Мислам дека успеавме на јавноста да прикажеме една друга страна на адвокатурата и тоа што значи нели да се биде адвокат во едно вакво општество, пак ќе кажам, каде веќе се нема доверба во правниот систем. Ако успееме барам на неколкумина да ја вратиме довербата во системот, јас ќе бидам среќна. Јас ви благодарам на вас за поканата и се надевам дека оваа моја излагање ќе допринесе кај јавноста за перцепцијата што значи правда и да достојно се соочиме со предизвиците за владење на правото и правната држава. И за во оваа прилика сакам на сите граѓани во општина Струмица и во Република Македонија да им го честитам празникот Христовото воскресение и им посакувам убави и весели великденски празници. Среќни празници од мене. Ова издање ќе се емитува баш за време на великденските празници. Убав момент најдовме кога и да си разговараме. Се надевам дека луѓето ќе уживаат во празниците и ќе го гледаат нашиот подкаст. Ова е мало внимание од нашите пријатели и ока. Ќе ви се најдат за празниците. Благодарам. Се гледаме во иднина. Се надевам дека има од адвокатурата има многу теми на кои може да се разговара. Ние начнавме помалку од се, но ве очекувам во иднина на уште еден подкаст, ќе разговараме на некоја друга тема. Ви благодарам. Благодарам и на вас за вниманието со кое не следевте и се гледаме секако наредниот подкаст.